Денешната епизода ја снимам во автомобил и тоа на пат кон Орми. Ова за сите оние кои што прв пат ќе вадат нови пасоши, нови патни документи. Еве, може одма камерата да покаже. Ова е редок пример кога има контрола по патиштата, како што е ова. Камо среќа да има почесто, ама нема. Леса, овие што кажнуваат и испитуваат сега веројатно кој има кајши, кој нема кајши. Многу ретко. Супер. Така може ќе се намалат сообраќајните незгоди за кои што зборуваме многу често дека сме по глава на жител во Европска унија број 1. Одам на пат кон Орми, кон салонот на Kia или салонот на Fiat, еден до друг се, на истиот собственик, газда е всушност почесниот конзул за Македонија во Малта. Тоа е господинот Фенек, кој што е всушност, реков, собственикот на Kia и на Fiat, негови се салоните и таму е почесното конзуларно представништво за сите македонци кои што некаков проблем би имале или им треба некаква услуга од конзуларните услуги, тогаш се упатуваат токму таму. За оние што прв пат сега се среќаваат со тој проблем, чисто еве да знаат каде се наоѓа. Патот за Орми е многу едноставно да го најдете. Буквално е на главната патна артерија, една од трите кои што функционираат во Малта. Одите на патот од Таалина кај Зебуч, од Зебуч право, доаѓате на кај Орми, од левата страна вие салонот на Kia, влегувате во салонот на Kia и внатре почесниот македонски конзул господин Фенек, каде што овој пат, како и секој пат досега, луѓето од амбасадата од Рим и од Венеција, заедно доаѓаат они во тим, го прават сликањето за новите патни документи, за новороденчињата, за оние кои што вадат прв пат пасош, македонски граѓани во Малта. Значи, одиме натаму. Значи, ова е салонот на Kia и на Fiat. Тоа се споени, но порано беше влезот кај Kia, сега е веднаш до него, кај што е Fiat и Abarth, е влезот за пасоши МК. И кога ќе влезете во салонот на Fiat, ова не е реклама за Fiat, но мора, ама многу осмислено, од почесниот конзул, бидејќи он си е и застапник на Fiat, на Kia, е го нашето знаме, малтешкото, и ова е канцеларијата во која што ќе се извршат сите тие работи со пасошките и све слично кои што ве чекаат. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started.
Во денешната епизода ќе ви представам нешто конечно што го најавувам подолго време, а тоа е човекот кој што на многу места, во многу делчиња од мојата животна патека и од ова се што работам, оставил голема трага. Ќе ви дам една најава за него, малце подлабока. Ќе се вратам на моите почетоци во детството, кога прв пат почнав да се запознавам со музика и кога прв пат почнав да разпознавам што е квалитет, што не е. Имаше во наше време едно списание кое што ми беше лектира, се викаше Jukebox. Кога го читав како дете, ги читав рецензиите, ги читав критиките. Имаше многу од работите кои што едва чекав тоа што е напишано таму да се раздени утрото и да трчам во продавница во ГТЦ, во Југотон или во ПГП да ја купам плочата, бидејќи нешто ми се допаднало што сум прочитал. Но во тоа време, сега од оваа временска дистанца е многу поразлично кога ви го кажувам, во тоа време не внимавав јас на тоа кој го напишал текстот, кој ја напишал рецензијата, кој ја напишал критиката. Тоа дојде многу подоцна, кога станав, како велеа во нашата поранешна држава, младинец. И кога си младинец, тогаш веќе ги осознаваш работите малку подлабоко и кога ќе читаш некоја критика или рецензија, кој е напишал ова, да гледаш, тој, и веќе почнеш да ги разпознаваш имињата и презимињата. Например, кога се случи Хајдучка чешма, никој од нас не знаеше кој сето тоа го организирал, кој го смислил како проект. Ние сите биело дугме, од тогаш почиња старт биело дугме, најмногу публика и тргнува колата во движење, едноставно стануваш фан на таа група. Доаѓа нови вал, новиот бранд, кој што излезе пакет аранжманот, например, е трага која што и ден денеска гледам последици во моето работење. Rolling Stones, Beatles и така натаму, Джим Морисон, Pink Floyd, сите тие работи ми останале поради тоа што сум читал квалитетна литература, критика во тоа време од списанијата кои што произведувале и продуцирале ултра квалитетни работи на овие простори. Например, правам представа која што добив награда за режија, за кореографија, за најдобра представа во Македонија, тогаш на аматерските драмски смотри, кој што цела представа ја направив со музика, обработката на Sympathy for the Devil од Лајбах. Всушност тоа беше обработка на Sympathy for the Devil од Rolling Stones. И како јас сум дошол на тие години 20 и кусур да ги слушам Rolling Stones, да слушам Лајбах, да слушам сите тие работи кои што подоцна сум ги имплементирал во тоа што го работам. Така, како дете, во најважните години кога сум се развивал, сум бил подложен на таа критика, на тие статии, на тие списанија, на тие магазини кои што ми биле литература. Збориме за музиката. Општо стануваше збор за една глобална, високо квалитетна култура. 80-тите години, буквално цели 80-ти јас би рекол, во таа поранешна држава која што се викаше Социјалистичка федеративна република Југославија. Еден од луѓето кои што подосна ги слушнав и како име и презиме, оној документарец за Биело дугме, кој што беше распостелен во животот на уставот од 74-та па до крајот на Југославија. Тогаш и прв пат ги видов во живо како изгледаат тие луѓе кои што сум ги читал. Душко Трифуновиќ, например, кој што би пишал песните за Биело дугме, Пеца Поповиќ, кој што само го читаш во списанија, во Jukebox, а не знаеш кој е. И секогаш ми останувало како момент да поставам прашање. Читаш нека рецензија, сакаш да поставиш прашање, не можеш. Ама се сеќам како дете, додека учев во Кирил Пејчиновиќ во Кисела вода, бевме четврто оделение, мислам, и со
Aco Попот, седевме во иста клупа и ни се свиеше многу на западу ништа ново, Бора Чорба, па ќе го казнува, ќе го ова, затоа што имаше еден стих за идеале ги нагудале, во Джубокс излезе рецензија, нешто за тоа, и јас се сеќам како сега, кога земавме, пишувавме на Бора Чорба адресирано, на Джубокс адресирано, на сите тие списанија, значи ти тогаш како дете не си знаел кому пишуваш писмо, туку едноставно сум пишал на конкретно во случај на Пеца Попович. Денеска после 54 години мој живот доживеав да го сретнам овој лик тука во Малта. Лично. Овие сите кои што знаете зашто зборувам, вие кои што ја гледате оваа епизода пред сабота 19 часот, значи вечерва, утре, било кога, знаете дека тој човек што ќе го гледате сега и во живо во денешната епизода, ќе има својата промоција на неговите последни 3 книги тука во Валета, во Малта. Адресата каде е во Валета, ја имате на сите наши објави на социјалните мрежи, може да присуствувате, бесплатен е влезот и е непроценливо богатство да ги слушате изворно работите од човекот кој што ја организираше Хајдучка чешма, кој што го исфрли во орбитата Здравко Чолич, кој што е најзаслужен за појавата на Бора Чорба и Ѓорѓе Балашевиќ заедно, како компакт. Не знаевте за тоа. Па слушнете го Пеца, ќе ви каже. Па подоцна се формира групата Риблја Чорба, па се формира она на Ѓорѓе Балашевиќ, стана свој кантаутор. Ќе слушнете за Лепи Сол, кои што како предгрупа пробуваат да се пробијат на пазарот и на Хајдучка чешма и вика Пеца, кои се македонци, ај нека свират Тупет, ако дојдат Тупеца на пладне на најжешкото да свират, супер, одлично, тоаш може и ќе ги биде. И од тука почнува нивниот развој, а знаете денеска Лепи Сол е еден од моментите кои што има најголема трага оставена во македонската рок музика. Рок критичарот и се ова што ви го изнакажа во изминатите минути има само едно име и презиме, Пеца Попович. I ona je bila u drugom stanju sa Vlatkom kad igrala tu predstavu. Vlatko je bio na bini pre nego što se rodio. To malo ljudi zna. A Vlatkov pokojni brat, divan Goran Stefanovski, je za mene važan jer ja mislim da takvog dramskog pisca i takvog intelektualca ja nisam godinama upoznao dok nisam upoznao njega. I on je prvi čovek iz bivše Jugoslavije koji je voleo Brucea Springsteena kao ja. A onda je otišao u Englesku da postane profesor, imao svoju ozbiljnu karijeru, posle karijere koju je imao u Jugoslaviji, ali nepravedno što ima. Što se tiče Vlatkovog tate, vi ne zaboravite, to je čovek koji je osnovao posle Drugog svjetskog rata 17 pozorišta u Makedoniji. I sad zamislite kakva je to porodica. Imate velikog balkanskog gitaristu, imate velikog balkanskog intelektualca, pisca i profesora kao što je Goran, imate mamu koja ima takvu glumačku biografiju, imate tatu koji je Neymar, graditelj pozorišne scene u Makedoniji. Zamislite koja je uloga te porodice u kulturi i odbrani makedonskih vrednosti. Meni je Miles Davis bio fenomenalan ujutru kad sam to pričao Miles Davisu, on je rekao ti si bio, tog se sećaš. Svirao je u Zori, kako je ostrvo White u La Manšu. U Zoru je sunce izašlo i on je bio okrenut leđima. U jednom momentu je trubom uvatio taj zrak sunca i kao reflektor preko publike pustio. To je za mene fenomenalan doživljaj bio. Miles Davis, da vam svira u 5:30 ujutru u izmaglici, to je fenomenalno. Ali šta? Ja sam gledao Hendrixa 36 sati pred smrt u Ronnie Scott klubu sa grupom War kad je pevao Eric Burdon. Meni je to recimo ostalo uspomeni, taj solo koji je bio u Tobacco Roadu. To je meni ostalo uspomeni fenomenalno. Dalje.
Ja Jeffa Becka mnogo volim, ja volim Claptona, ali moj favorit, Bruce Springsteen. Evo, kupio sam kartu za 25. juli ove godine na Autodromu u Monci, to mu je verovatno posljednji koncert u Evropi u ovom životu. Zašto? Zato što on kad izvede svoju ekipu, i znate kako to izgleda, minut pre njega izlazi žena ispred svih muzičara, obično ih ima 10, 12, 15, 17, baca papir. Šta je na tom papiru? Na tom papiru je program. Niko ne zna šta će svirati dok ne vidi taj papir. Uvek se samo svira jedna pesma, BTR, Born to Run, a sve ostalo koje traje 4 sata, 4,5 sata, 3 sata, 45 minuta, niko ne zna. Oni za turneju uvežbavaju 120 pesama. Samo rata da ne bude Balašević. Zašto? Ja sam 2 godine snimao sa njim koncerte i napravili smo dupli album koji se zvao Baladašević. To je najprodavaniji dupli album u istoriji jugoslovenske diskografije. 181.000 smo prodali duplih albuma pre kaseta i pre CD-a. I kad smo montirali to, Đole je došao u studio i rekao, imam jednu ideju da otpevam jednu pesmu. I u studiju sa ekipom koja je bila otpevao je Samo rata da ne bude. To je bio početak 1988. Šta hoću da kažem? Sve što je u pesmi dogodi se kasnije u istoriji, dogodi se u životu. To je recimo pesma koja je meni nekako jako važna. Kao šta? Sve što je otpevao Arsen Dedić je meni važno. Ali recimo, kad sam ja rekao, ovo sam ja, ovo liči na ono što ja, to je za koji život treba da se rodim Dago Topić. Prvi album grupe Tajna. Dalje, svaku pesmu Bajaginu, Džonijevu, Borinu, na kraju krajeva. Pa ja sam na drugom albumu Lebiso naslove smišljao. Sjedili smo u studiju pa rekli kako ovo uzvodno tuge, pa kako ova da se zove, pa kako ona. Friday, 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
govorimo danas o Eurokomisiji, evo sad će biti 40 godina, krajem sljedeće godine kako smo pokrenuli tu inicijativu. Dakle, Bob Geldof je u decembru 1984. pokrenuo sa svoju kampanju povodom krize na rogu Afrike. Na festivalu Opatija u februaru 1985. skupili su se razne kolege, ja nisam bio tamo, i rekli su ajde mi nešto da napravimo. I onda su me zvali telefonom sa sastanka svog i rekli šta misliš šta da napravimo? Ja sam rekao ja znam šta da napravimo. Ako mi napravimo ploču, moramo odmah da pravimo koncert. Tog momenta niko nije spominjao koncert na Wembleyu i koncert u Filadelfiji. Ja sam rekao mi moramo da napravimo koncert. Zašto? Da iskoristimo popularnost pesme i raspoloženje televizije da učestvuju u tome. To je bila hit meseca jugoslovenska televizija. I pitali su ko sme da učestvuje. Ja sam rekao iz cijele Jugoslavije obavezno moraju da učestvuju najveće imena. I stvarno smo imali 47 najvećih imena tog momenta koji su učestvovali na ploči. Rekli su ko da objavi ploču. Ja sam rekao, ploču ćemo mi objaviti, list rock. Oni su pitali zašto. Ja sam rekao, ne vedi da vam objašnjam, vi to ne razumete. Mi ćemo objaviti ploču. A mi su rekao da se ne ljute izdavači. Ja sam rekao, ne mogu se ljute jer ćemo mi obezbediti pare koje izdavači ne mogu da obezbede. Pitali su kako. Ja sam rekao, vrlo jednostavno, od prodaje. Oni su rekli, pa izdavači će prodati više. Ako prodaće više, a kada ćete dobiti pare? A mi ćemo prodati isti dan ćemo imati računicu. I stvarno se to desilo. Ploča je izašla u listu Rock u maju 1985. 150.000 primjeraka je prodato do 10 ujutru. Ja sam rekao direktorima u politici, sve pare od prodaje ovih novina idu na račun UNICEF-a. Mi smo, znači to je bilo 14. maja izašla ploča, mi smo 28. maja uplatili $265.000 UNICEF-u od te ploče. Da smo dali prodavnicama ploča. Ploča bi se prodavala 3 meseca, obračun bi se pravio kvartalno, znači u septembru. Oni bi uzeli svoje procente i vi biste dobili onoliko koliko oni misle da treba da dobijete. Tako da smo tu zaradili 265.000. Koncert smo napravili na Zvezdinom stadionu. Zvezda je bila namćo, nije nam dala travu da napravimo i da pustimo publiku, ali smo napravili koncert od dana do dana, pošto je to jedan od najdužih dana u junu. Koncert je počeo u 8 uveče, televizijski prenos, i završilo se u 5:30 ujutru. Po danu je počelo, po danu se završilo. Svirali su stvarno mnogi, samo 2 najveća imena nisu svirali na koncertu, Riblja čorba i Bijelo dugme. A sam ja na koncertu rekao, imate sad najpopularniju grupu u Jugoslaviji, Bajagu i Instruktore. Ispostavilo se da su oni najbolje prošli. Dakle, šta? Mi smo od tog koncerta zaradili 247.000, tako smo uplatili UNICEF-u u julu mesecu $512.000. Ako vam kažem da je Jugoslavija kao osnivač agencije UNICEF 1946. imala obavezu kao donator da svake godine daje $250.000, mi smo od jednog koncerta i jedne ploče dali duplo više. Znate, to je stvar na koju sam ja ponosan. Zašto sam ponosan? Tokom najvećeg televizijskog programa u istoriji, a to je bio Live Aid, 12. i 13. jula 1985. Usred tog televizijskog prenosa je pušteno 8 minuta sa beogradskog koncerta sa celom pričom. Svi naši političari da se ubiju ne mogu da imaju toliko publike. Koliko je ta akcija imala. Svi političari iz onog vremena i svi političari iz ovog vremena ne mogu da imaju toliki publicitet i da učestvuju tako dobroj stvari. Međutim, ako pitate na što sam ja inače ponosan, ja sam ponosan na nešto drugo.
1988. 10. decembra, 40 godina povodom usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Mene su pitali iz Studentskog kulturnog centra u Beogradu, hteli bi da naprave nešto neobično tim povodom, prvi put u istoriji Jugoslavije. Ja sam rekao, imam ideju. Pitali šta? Rekao da dovedemo 12 pojedinaca iz rock muzike da sviraju. Šta oni hoće to veče. I doveli smo stvarno 12 pojedinaca. Od Vlatka Stefanovskog, od pokojnog Vlade Dimljana, od Slađane Milošević, Neleta Karajlića, Zorana Predina, Rundeka, Bajage, nekog ću zaboraviti, Gileta iz Električnog orgazma, Bregovića sam spomenuo. Imali smo 12 od njih koji svako, i Margitu Stefanović iz EKV. Svako od njih izveo nešto šta hoće. Ali najzanimljiviji, znate ko je bio? Bregović. Rekao je, ja neću sam da izađem na binu, izveo je Vlatka Stefanovskog i Predina. I znate šta su svirali? 1988. Za ljudska prava u momentu kad se događao narod. Svirali su Milicija trenira Strogoću. Pevo je Predin, Vlatko je svirao, a i Goran je pokušavao da svira uz Vlatka, kogod svira pokušava da svira. I to je meni recimo bilo nezaboravno. Zašto to spominjem? Pre nekoliko meseci su me zvali u Beogradu baš 10. decembra na manifestaciju povodom ljudskih prava i čovek organizator izašao na binu i rekao, evo prvi put to pravimo. Ja sam izašao posle njega i rekao, nažalost ne pravite. Pravili smo mi 1988. kad je bilo važno da se govori o ljudskim pravima, kada su zbog tih događanja početka raspada Jugoslavije prvo su stradala ljudska prava i sloboda govora. To uvek prvo strada. A ja mislim da je jako važno kad su elementarne ljudske slobode ugrožene, da se upravo insistira na tome da ljudi ne zaboravljaju neka svoja prava i neke obaveze koje država ima prema tim ljudima. Tako sam na to ponosan. Ponosan sam i na novogodišnji koncert za Srpsku novu godinu 1997. kad su bile velike demonstracije povodom krađe izbora. Za Srpsku novu godinu smo imali na Trgu Republike koncert za 600.000 ljudi. Nikad u Beogradu nije napravljen veći koncert, nikad. Ja sam snimao Stinga, snimao sam Patrijarha Pavla nešto i u Domu omladine i trebao sam da donesem taj snimak da pustimo u ponoć. Ja sam u 10:15 izašao iz Doma omladine sa kasetom pod miškom. To je bukvalno 2,5 minuta. Ja sam stigao u nekoliko minuta do ponoći do bine, nisam imao ni jedno dugme na kaputu, ni jedno dugme na sakovu, ni jedno dugme na košulji, bio sam skroz icepan, a sam donao to. Tolika je to bila gužva. Znate, i to su neke stvari koje se radujete da ste u njima učestvovali. Ali ja sam u mom dvorištu napravio mnogo lepih koncerata i mnogo lepih događaja. Zašto? Pa kad nemate gde, vi onda zovnete u vaše dvorište. Zašto? Nikad ne zaključavam kapiju, a računam uvek svi koji dolaze su dobrodošli. I tu, kad mi se rodio stariji sin, su svirali Iron Maiden, Johnny, Riblja čorba, Teofilovići su počeli tu karijeru, tu je sad svirao Miroslav Tadić 5 godine. Sad planiram u aprilu da mi svira jedna grupa iz Zagreba koja treba da promoviše ploču. Ja sam rekao, pustite institucije, dođite kod mene u dvorište, svirajte. Sedećemo na travi, na čebićima, ali je važno, znate, taj duh zajedništva, ali iz duha zajedništva izlazi nešto. Znate, da prodajemo nešto ne možemo, da otimamo nešto ne možemo, ali da učestvujemo u ljudskim stvarima tu uvek možemo, bez obzira na godine. Mene su godine stigle i prestigle, ali nešto moramo da radimo, da se otimamo od sudbine. Много ме интересира приказата, бидејќи сум македонец и емисијата е за македонците во Малта, Лепи сол. Дали
е вистина тоа дека преку вас почнуваат на хајдучка чешма. Дека вие ги викате. И тука стартуваат Лепи Сол до ден денешен Власко Севановски ни е икона. Jeste. Tačno. Kada smo se dogovarali oko koncerta na Hajdučkoj česmi, sa Goranom Bregovićem sam se dogovorio da oni ne sviraju ceo koncert, nego da oni budu jasno nosioci programa, da završe program i da sviraju sat i po. Ali smo se dogovarali ko bi bio zgodan. Onda je Goran rekao, evo, mislim, moj drug Boban Petrović, grupa Zdravo i Slađana Milošević, to je tako. Ja sam rekao, znaš šta, moramo da imamo i nešto malo ovako ozbiljnije. Onda je on rekao, a šta ti misliš o grupi Tako? Ja sam rekao, odlično svira grupa Tako. A šta misliš za početak? A ja sam rekao, pa Boban Petrović mi je donao kasetu sa grupom iz Makedonije koja se zove Lep i Sol. A ja sam čuo da su se pojavili na Subotičkom festivalu u maju 77. i da su se svima dopali, ali nisu bili u konkurenciji za nagradu. I on je rekao, ako ti misliš, evo nek dođu pa nek sviraju. I tako je Lep i Sol došao. Ja moram reći, dok nisu izašli na binu, ja nikog nisam poznavao, niti sam ikad slušao grupu Lep i Sol, osim na toj kaseti. I sećam se scene kako je počelo. Bina je bila neobezbeđena i iza bine je sedeo rođeni brat Gorana Bregovića, Predo, sa nekim devojkama. Ali sedeo je bukvalno na drvetu na kome se naslanjala stolica bubnjarska. I u jednom momentu sam ja došao da vidim kako to izgleda i vidim Preda s devojkama gura tu stolicu i pomera bubnjara koji je počeo da svira, odnosno prva kompozicija. Ja se živciram. Zašto? Jer sam mu rekao lepo 5 puta sloni se odatle. Priđem i nokautiram ga, klasičan nokaut. On padne, devojke se razbeže, ja povučem stolicu i kažem nisam znao da je to Gara, okrene se, ja kažem slobodno samo nastavi. I onda sam se skoncentrisao i slušao i nisam mogao da verujem šta čujem. Oni su svirali kao orkestar koji već 10 godina svira najbolje u državi. To je bilo za mene šok. I od tada, u stvari, ja uvažavam i grupu Lep i Sol i kasnije Vlatka Stepanovskog. Zanimljivo, pre nekoliko godina Vlatko je imao koncert na Tašmajdanu nekim povodom. I na početku je rekao, evo na današnji dan, pre 40 godina sam svirao na Hajdučkoj česmi. I isto je bio čovek koji me sluša, evo sad stoji pod mene pec. Dakle, ja moram da vam kažem, ja sam duboko vezan za porodicu Stepanovski. Kada su oni snimili prvi album, imali su jedan nastup u klubu u Skoplju. Ja sam obećao da ću doći. Došao sam u Skoplje i Vlatko mi je rekao, ajmo u 5 sati da dođeš da upoznaš moju mamu. Ja sam rekao, hoću, drage vele. Ja sam došao taksijem, ono naselje gde su stanovali, gde su bile barake posle zemljotresa. Da, napravljeno to naselje. Ja sam došao ispred, zazvonio, Vlatko izašao i rekao je, izvini, 3 minuta do 5, mama te čeka na čaju u 5. I u 5 smo ušli i Vlatkova mama je sedela u crnoj haljini, čipkanoj, sa rukavicama od čipke. I rekla je, sedite. I onda sam saznao najinteresantniju stvar u mom životu. Ona je studirala glumu, generacija Mije Aleksića, čuvenog glumca. I sa njim je igrala predstavu Gospođa ministarka. I ona je bila u drugom stanju sa Vlatkom kad igrala tu predstavu. Vlatko je bio na bini pre nego što se rodio. To malo ljudi zna. I ne zaboravajte, Валета, 19 часот, ако ја гледате емисијата пред сабота, не пропуштајте. А тоа што ќе се случува самата вечер, ќе го видите во следната епизода. Бидете ми во добро здравје. Се гледаме, чао!
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.